Сериозни сомнежи за кеш на рака и испумпување државни пари за финансирање на партиска кампања, а лидерот на СДСМ тврди дека се било чисто и ќе се видело во конечните финансиски извештаи. Димитар Ковачевски се заплетка во одговорот на прашањето на Алфа, дали го ангажирал израелскиот пиар гуру Асаф Еисин. Вели дека имал средби со повеќе агенции и продукции, и од Македонија и од странство, но дека наводно се уште немало одлука кој ќе им ја води кампањата за парламентарните избори, иако таа треба да почне за една недела. Ако ова е точно, се поставува прашањето: каква е таа партија што нема изборна стратегија, подготвена месеци однапред? Без разлика дали се тоа консултантски куќи и продукциски куќи од Македонија или од странство, согласно закон, тие ќе бидат регулирани со договори и поднесени во финансиските извештаи на партијата, кои што подлежат на ревизија. Така да, во овој момент, тоа можам да ви одговорам, а откако ќе заврши се, со договорите ќе биде јасно кој работел, што работел, колку тоа чинело и што сработел на крајот на денот. Од друга страна, од кабинетот на председателот Пендаровски признаа дека тој имал средби со израелецот и дека тој е ангажиран како консултант од страна на социјалдемократите. Во однос на лицето за кое прашувате, председателот Пендаровски и соработниците го имаат сретнато во својство на консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на средба која имаше организирано таа политичка партија, која и формално му ја има дадено поддршката на председателот Пендаровски за предстојните избори. Асаф Еисин бил кај него, па тој го препратил кај оние кои го поддржувале. Асаф бил кај мене, како многу други кои се нудат во очи на кампањата да ја работат кампањата од пиар аспект, ја даде својата понуда и јас единствено што направив е го упатив на оние кои ме поддржуваат и кои ќе ја плаќаат таа кампања утре. И додека скандалот добива се поголеми размери, а предмет има и во обвинителството, Антикорупцијската комисија уште се мисли дали да постапува. Во постапка сме на обезбедување на информации потатоци во врска со ова доста актуелно прашање. Се надевам дека во текот на следнава работна недела по обезбедување на сите документации кои што ќе овозможат, односно ќе утврдиме дали има сомневање за постоење на нерегуларности, ќе пристапиме кон следна фаза отварање на предмет. Благодарам. Опозицијата подолго време предупредува дека Асаф Еисин е ангажиран на црно и прашува дали се плаќа со испумпани пари од државните електрани преку сомнителни тендери. Пред се со Марковски компани, фирма во собственост на белорускиот почесен конзул, која важи за исклучително блиска до СДСМ. Ако израелецот работи на црно и е плаќан со државни провизии под маса, тоа секако нема да се види во финансиските извештаи за кои зборува Димитар Ковачевски.